фабрика за сосови секој утро започнува со варење на соја. Работниците ја ладат, па ја мешаат со брашно и природна бактерија. Потоа зрната стојат во бамбусови послужавници околу 48 часа, а потоа се оставаат на покривот да ферментираат на сонце. Овој традиционален процес трае и до 6 месеци, за да се добие квалитетна соја сос, богата со вкус и арома. Фабриката користи методи стари повеќе од 80 години и произведува и други зачини, како чили сос, хоисен сос и оцет. 都係一個叫做比較古老啲，就好多年有豉，可能叫由豉油啱啱出現，去到千幾年前第一次出現，到而家都係差不多嗰種做法。咁樣就呢個做法有咩特別咧？就係你用翻啲菌，即係用翻啲叫大自然存在嘅嘢，俾佢經歷一個長時間嘅發酵，令到佢有一個比較濃厚啲啦，有層次感啲嘅味道啦。Во фабриката работат околу 50 луѓе, најчесто постари работници со долгогодишно искуство. Мајсторот за соја сос Џан објаснува дека секој чекор е важен, од варењето па се до ферментацијата на сонце. 叫做呢連貫性嘅，要通過呢曬黃豆，如果粒豆呢曬得唔夠腍呢，嗰啲油、嗰啲豆油呢同埋啲絲味呢冇咁快就出嘅。要同個發酵，如果發酵發得唔好呢，燒咗啲黃呢又發唔到喎，發唔到靚嘅豉油。一陣呢要殺得好啦，發黃發得好啦，天然曬啦，抽出油嚟呢曬呢就係過防咩黑標下呢咁就靚啦。Но фабриката се соочува со проблем. Областа каде што се наоѓа ќе се претвори во нов модерен град, па ќе мора да се пресели. Фамилијата се обидува да најде ново место со доволно сонце, за да го продолжи традиционалниот процес. 呢啲叫比較傳統嘅工業啦，好多時嘅情況就好似咁講，有生意嘅，但係冇人繼承，咁咪唔做咯。有人繼承有生意，但係冇地方做，因為發展做唔到嘅話，就係好可惜嘅一件事。即係我只係希望可以將呢樣嘢保存。即係我點解講到保存？因為我覺得值得咯。И покрај тоа семејството е решено да го зачува овој бизнес и традиција, бидејќи веруваат дека вреди да продолжи.